Кате и група Соната, Барај око. Ќе ги слушаме до крајот на емисијата уште и верувам дека ќе уживате уште. И сега може да видите за што ќе зборуваме. Ќе зборуваме за убавата македонска кујна, за вкусната македонска храна. А кога сме кај вкусните македонски специјалитети, има едно место во Скопје за кое што можам лично да ви гарантирам дека имаат најдобрата понуда. Тоа е гостилницата кај Вршец, а за тоа што тие го нудат, денеска ќе зборуваме со двајцата менаџери Јани Преши и Небојша Савевски. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Најдобро. Како сте утро? Вие обично сте пред нас тука. Секогаш кога доаѓаме на работа, вие сте веќе подготвени и го подготвувате теренот. Од колку почнувате со работа? Од 9 наутро до 24 на вечер. Од 9 наутро, ама може да забележам некаде 7:30 веќе некој има. Мора да има некој. До 9 треба да бидеме спремни. Да ги послужуваме гостите. Реков дека за тоа што го нудите можам и лично да гарантирам, ама ајде вие ќе ни го представите, иако мислам дека барем за тие што се од Скопје и нема некој да не знае за Вршец и за тоа што вие го нудите. Оно што најбитно имате една од најважните локации. Значи, по некој случајно си ова ресторанот, значи, кај Вршец, постои 25 години, оваа година е јубилејна. И тоа е убаво со Соната да си направите некоја спојка па заедно да го одбележите. Значи, тоа ни е во план, здравје Боже, во септември има свечено, нели, ќе биде обележано таа годишнина, да биде прослава една убава, каде што ќе има нормално и естрадни звезди, и нашите редовни гости, и сите што сакат, нели, што доаѓаат кај нас, што се дел од кафанава, и така да... А нема кој не бил од познатите личности? Нема, нашата кафана, значи, од секогаш овие 25 години нема кој не дојде барем од скопјаните, како и пошироко, нели, цела Македонија. Поготово и со вашава емисија, нели, не само ова, него и другите емисии, затоа што тоа е блиску до Сител. Ние сме на некој начин, можам да кажам, и соработници со Сител телевизија, затоа што секоја пауза на секое снимање на емисии доаѓаат кај нас луѓето, не па таму се пие најубавото кафе. Така, кафето, и ние и нашите гости, пивце и се така. Така. Оние кои што не знаат се наоѓате на убава локација во градскиот парк. И оно што е многу битно, работите, да не кажам, скоро 24 часа, односно сите денови од Сите. понеделник до недела. И празници, и делници се. Така. Се нон-стоп. Што е она специјалноста се кебапите? Ама што е она што оние гледачи кои не биле, например, еве денеска ќе сакаат да направат прошетка низ градскиот парк и ќе треба да дојдат кај вас, што е нешто може да им го понудите? Овде имаме само дел од понудата. Дел од понудата, тоа што го гледаме, дел од понудата, плюс имаме и готвени јадења. Ете, тука може да се забележи тапчето гравче. Чорби имаме. Значи од скара, секоја врста скара на чумур, значи се спрема салати, од сите можни салати. Имаме и уште една друга даска тука, нешто што во моментов е исто така актуелно и се бара. Посебно кај младите. Така, по младите го бара тоа, така? Тоа само претежно се тоа се на прсти, похованици, тиквици. Рековме кебапите се специјалноста, по што се разликуваат и по што се специфични и подобри од другите? Па мислам, ги спремаме ние, тоа не се кажува рецепција. Добро. И мислам дека вкусот го прави ќумурот. Пошто работиме на ќумур и мислам дека дава по-специфичен вкус неголи на плискана. Значи ќумурот е една од тајните за клучна работа за спремање кебапот. Другите тајни нема да ги откриеме, ќе треба нели гледачите да пробаат. Да пробаат првин, па нека повелат, ќе се уверат во квалитетот. Како сте организирани во делот, рековме, работите секој ден од 9 па до колку? До 24. До 24. Често пати оние кои што се ваши гости може да уживаат и во убава музика, затоа често пати што имате и музика за гостите. Да, така е. Нашата кафана, значи, пред се во времето кога е отворена, нели, 2000-та година, далечна, да речам се. Веќе далечна. Да, тоа е како спортска кафана, да речам, кај што е збиралиште на спортистите, претежно кај нас доаѓаат, еве да ги споменам и ветераните од работнички, ветераните од Вардар, нели, фудбалери, како и од другите спортови, нели, сите. Кај нас исто позната кафаната што доаѓаат пред утакмица, кога има секој пат некоја
утакмица на стадионот, кај нас се собираат претходно да се загреат, нели, навивачи. И по сето тоа, значи, сме познати. Значи, меѓу другото, каде што, нели, имаме и музика, да речеме 20 години беше традиција, каде што во понеделник навечер свираше Зоки Бекутани, тоа се знаеше, не работеше ни еден локал, кај нас се собираат сите, се правеа убави веселби, нели, каде што претежно, ќе споменам, па беа спортисти од сите видови на спорт. И сега, последниве години, како што, нели, како гледаме, како има повеќе работа, кога има повеќе работа, значи сабота и недела кога е екот, да речеме, кога шетаат луѓе многу низ парк, кога е убаво времето, имаме исто музика, каде што ги забавува, нели, бенд, претежно тоа е Кико, да, Цеки и така, многу други. Персиди, Дресен исто доаѓа. Тие се стални гости кои што овие, мислам, музичари што се дел од ресторанот. Дел од ресторанот, од тоа што го нудите како содржина за вашите гости, кога сме кај гостите ресторанот е постојано полн и веселки, крштевки, роден ден. И тоа сакам да прашам, дали го организирате тој дел или еве сега доаѓа периодот на матурските за средношколците, потоа ќе дојдат полуматурантите, дали организирате таков тип на приватни забави? Секако, значи тоа е дел од понудата на ресторанот. Значи, оние кои што се уште немаат најдено локација, ресторан или немаат идеја, слободно може да ве контактират, како може да ве контактират, како може да ве најдат? Да, па ние имаме и страница и на Инстаграм и на Фејсбук, нели, страница ресторан кај вршат, нели, телефонски броеви кај што си закажуваат маси, пошто реално во сабота недела вие не можете да прошетате низ парка да најдете одма маса затоа што е, нели, полно, а ограничени се масите, не може да одите каде сакате маси, така да мора, нели, да се јавите да си резервирате однапред, затоа што знаат веќе луѓето не научија и со квалитетна храна. Тоа што тешко се наоѓаат маси зборува за квалитетната понуда што ја имате. Она што гледачите да не им направам проблем на колегите, што се нудите, ќе може, нели, да се види, имате едно убаво и многу богато мени, она што го нудите ќе може да се види овде. Има ли некоја точна бројка на специјалитетите што ги носите? Точна бројка нема, меѓутоа има разноврсни, значи се што се нуди во другите ресторани, да речам, сега ова е ресторан каде што имате вие пристојни цени, не е нешто елитно, да речеме, да сепак тоа е кафана за од најсиромашен до од најмали примања до најголеми примања, може секој да си седне, да си приушти, да си така и замислата од почетокот и така ќе остане понатам. Значи тоа го смислил некој, да речеме, ете нашиот голем газда, да го спомнам, Драган Илиевски, вршац, бивши фудбалер, кој исто така и денеска, нели, соработуваме заедно, правиме сите работи заедно. Тој мислел на сите и буквално тоа што го рековте, имате навистина многу убави, многу пристојни цени и пристапни буквално за сите граѓани, секој да може да си дозволи, а да не на некој начин да му отиде половина плата за еден ручек. Кој не бил, нека помели, нека дојде, ќе се увери во цените и во квалитет. Оној што не бил кога ќе дојде, а не знае што да нарача, што е тоа што вие ќе му го препорачате да не бидат кебабите? Тоа, па кај нас традиционално се што ќе дојде првин салатка. Со ракијче, се знае тоа. После имаме, претежно кај нас карат иде, имаме многу убави ребра, колбасици домашни, гурманската плескавица, наш бренд е и таа. Не е шарска, само со кашкава. Ќе покажат гледачите, предпоставам во средината, да. Таа ни е една од по-ексклузивните, така да речем, производи. Специјалитет на куќата исто, така? Така, покрај кебапите. И тоа би реков младата генерација поише на покованици. Нека поведат, нека дојдат, ќе се уверат во квалитетот. Али за сето ова е заслужена шеф Лепа да ја спомниме. Мора да ги спомниме затоа што нели вие менаџирате, ма без куља не може. Да ни е шеф Лепа. Не гледа во моментов. Во моментов не гледа. Ева баш сега е на сликата, ова е годишнина од 15 години пред 10 години, значи ова.
Она не е моторот. Мора да ја спомнеме и Снеже куварката, која сега отиде во пензија и нормално И сега ќе ви беше доаѓа дел- на гости. И ќе ви доаѓа, да, така е. Тука си Магди и Марина куварки кои што се конобарите, да речеме, еве Бране, Емир, Николче, Чуваро Драги и така. Сме Поздрав- екипа и долго време. Поздрав, волем до сите нив. И во време кога, да речам, угостителството е многу потребно, да речам, фалат, нели, овие работници, кај нас тоа не е проблем, затоа што кај нас сите се соработници со нас, ние сме другари сите, и со газдата, нели, и меѓу себе, како една фамилија сме и немаме таков проблем, значи, ни за персонал, ни за И ништо. 20 години сме сите заедно. Тоа е сериозна бројка и она што сакав да го споменам како нели лично искуство, некој кој што посебно саботите неделите нели минува дел од времето заедно со нашата екипа кај вас, освен вкусната и квалитетна храна што ќе добијат гледачите, тоа е прекрасен љубезен персонал и она што уште на почеток ќе ја прави атмосферата многу убава. Така мора. Пристапа. Благодариме. А пред да го заокружиме овој разговор, колку е точна информацијата што ја добив пред малку дека освен што случајно се поклопи вие да славите 25 години годинава, Соната да слават 25 години, колку е точно дека вие денеска имате уште една врска со оваа емисија, односно некој има корени од теарц? Од Брезно, поточно, значи тоа е над теарче, а така. баш ми се погоди денеска што се гости и мои теарчани. Така да поздрав до сите. Значи, некои работи сами си се редат, ништо не е случајно. Така. Ви благодарам многу што денеска сте заедно со нас. Ви благодарам за овие информации за гледачите што не знаат, за тоа што го подготувате како вкусна трпеза, како вкусни специјалитети. Уште еднаш да ги поканим они кои што сакаат како може да ве најдат. Да. Може Значи да. на градски стадион самиот насип. Влез на градски стадион. Нема да го тука сме, промашат. Нема промашат. Нема да го промашат и ќе Градски бидат парк, тука сме. повеќе од задоволни. Се надеваме. Соработката Сега било така. до сега било така. Соработката продолжува и со Сител телевизија и со оваа емисија и верувам освен на кафи на ручек кај вас, почесто ќе се гледаме и вие да ни доаѓате на гости кај нас. Благодариме. Сега верувам дека Тоа сигурно ќе биде, значи, кога ќе биде, значи, прославата за 25 години, која планираме септември негде месец, тоа ќе биде, Роден ден. ќе бидете поканети сигурно и нема потреба, пошто сме ние тука. Така. Тука сме како едно. Ви благодарам многу, а можеби дел од вашата понуда како музика ќе во иднина ќе бидат и нашите следни гости, Дуото Башевски, затоа што ги имаат репертоарот токму тоа што кај вас се бара и се работи. Ви благодарам многу уште еднаш, а јас ќе отидам да ги поздравам. Фала ви, Нив, да им посакам добар ден и добре дојде.